Good evening. This is Peter Vertkovsky on 2NUIFM 103.7 in Newcastle in Hunter. Coming up is the Macedonian radio program. Please stay with us. Добро вечер, почитувани слушатели. Бидете поздравени од мене Пеце Вртковски и на сите ви посакувам топла, убава заедничка вечер со вашите најблиски во придружба на нашата македонска радиопрограма. Вечерва ќе имате прилика да слушнете најнови соопштенија од Ньюкастл и околината и поважни вести од Македонија. За сите горе наведени редоследни програми, со вас е вашиот водител и уредник на македонската радиопрограма овде во Ньюкастл, Австралија. Пеце Вртковски. Да ги проследиме и соопштенијата. Соопштение од управата овде во Ньюкастл. Се бара помошник притруп на поп од Пецо Петровски овде во нашата православна црква Пресвета Богородица Ньюкастл. За повеќе информации околу тоа јавете се кај председателот Саше Стојчевски на 0408 490148. Се одржува денот на жената овде во нашиот македонски културен центар Ньюкастл и тоа недела на 8 март со почеток во 11 часот пред ручек. Ќе има одлична музика со Сонја Динамик од Сидне. Ќе се сервира 4 врсти јадења. Картите за овој ден ќе коштаат $70 по лице, за деца од 6 до 12 години $30, за деца испод 5 години влегуваат бесплатно. Ќе има богата лотарија, убава атмосфера со богато јадење, убава музика и све друго. За карти јавете се кај Снежана Бошев на 0414 417207, кај Ленче Нечовска на 0410 634310, кај Славица Размовска на 0415 343818 и кај Мира Дамевска на 0404 835366. Сите сте добро дојдени. Исто така да најавиме, карти може да си земите во салата секоја среда од 5 до 7 сатот после пладне, да си одберите маса со вашите најблиски. Пакети за Македонија. За празни пакети јавете се кај Стивен Колтовски на 49684649, а полните да ги донесите кај Стивен во сабота на 14 и недела на 15 март. Нешто за нашиот град Ньюкасл, за се што се случува през неделата.
Како и секогаш овде во нашиот Македонски културен центар, секој понеделник и четврток имаме собир на пензионерски мембери во поголем број, каде се занимаваат некои со играње карти, други со играње домино, трети со играње на шах, а пак останатите гледат македонски канали со музика и се друго. Исто така во овие сати занимавање пензионерите се послужени со кафе, чај, бисквити, сето е бесплатно. Во вторник имаме ручек со разноврсни јадења и пијалоци за минимална цена. Исто се игра и бинго пред ручекот. Во среда се одржува тренинг со игралната група Стив Наумов, а наскоро ќе продолжи нашето македонско школо со часови по македонски јазик. Како што најавиме, исто така имаме и фудбалски тимови, јуниорски тимови во тимот Бротмедо Меджик и тоа во голем број, од најмали години, кои се надпреваруваат во Маја Пак Бротмедо. Многу важно да најавиме дека во нашата македонска црковна сала можете да организирате разни свечености, како свадби, крштевки, родендени и други веселби. За сето ова можете да се јавите кај председател Саше Стојчевски на 0408 490148 и кај секретарот Ристо Веловски на 0414296910 за повеќе информации. Како што кажавме порано нашето македонско школо започнува да се регистрира дечината во истиот ден кога тренираат игралната група, секоја среда од 5:30 сатот после пладне. Нешто за школото и за игралната група. Придружете се на часови по македонски народни игри и танцови, да ги откриете енергичните ритми и традиции на македонската култура преку овие танцови. Дојдете секоја среда од 5:30 сатот попладне во нашиот Македонски културен центар на 14 Скул Стрит, Бротмедо, за да научите традиционални македонски ора во забавна и пријатна атмосфера. Еве зошто треба да се придружите. Прво, поврзете се повторно со нашата македонска култура. Воздигнете го богатството и наследството на Македонија, а потоа пренесете го на идните генерации. Второ, запознајте нови пријатели, изградете нови и трајни пријателства со наши луѓе со заеднички интереси. Трето, останете активни и здрави. Танцувањето е одличен начин да останете фит, додека се забавувате со пријатели од македонска заедница и пошироко. Четврто, научете нови ора и начин за како да се приклучите во свадби, прослави, гранки во македонската заедница преку овие ора и танцови. За сето ова не е потребно искуство. Сите возрасти, вклучувајќи ги најмалите деца, млади и возрастни, сите сте добро дојдени. Ве очекуваме сите заинтересирани секоја среда од 5:30 сатот попладне во нашиот Македонски културен центар Нјукастел. За повеќе информации обратете се на Facebook страницата на македонската заедница Нјукастел. И уште едно соопштение. Во врска со ручекот во нашиот Македонски културен центар. Сузи Цветановска, после подолго одморување, се врати за готвење со ручек за нашата македонска заедница секој четврток во нашиот Македонски културен центар. Сите све добро дојдени порано од 9 сатот до 12 за чај, кафе, бишкоти со кашкавал, дури играње бинго, карти, домино или снек, или за добар муабет со добро друштво, со тивка музичка македонска атмосфера. Многу убави македонски специјалитети, како пред јадење, главно јадење и сладко после јадење е сервирано од 12 сатот со вода и сокови. Цена за ова е само $20 по лице. За резервација јавете се кај Сузи Цветановска на 0449156966 за да обезбедите место за ручекот во четврток. А сега нешто да проследиме и од вестите. Силјановска Давкова во Дубај оствари средба со естонскиот председател. Евроинтеграцијата на Балканот е стратешка потреба за стабилноста и безбедноста на Европа. На средбата беше поздравена соработката во областа на
дигитализацијата реализирана во партнерство со Центарот за меѓународен развој на Естонија, соработката со Балтичкиот колидж за одбрана во Тарту, како и со Центарот за сајбер одбрана на НАТО во Талин. Председателката Гордана Силјановска-Давкова во рамки на учество на Светскиот самит на владите во Дубај оствари средба со председателот на Република Естонија Алар Карис, на која што беа потврдени пријателските односи и естонската поддршка за македонските евроинтеграции. Силјановска-Давкова се заблагодари за активната улога на Естонија во групата пријатели на проширувањето и искажа интерес за јакнење на билатералната соработка со Балтичката земја, исклучувајќи договори во областите од заемен интерес. Председателката нагласи дека остануваме целосно посветени на членството на Европската унија и 100% усогласени со заедничката безбедносна и надворешна политика на Унијата. Таа го реафирмираше ставот дека евроинтеграцијата на Балканот е стратешка потреба за стабилноста и безбедноста на Европа. На средбата беше поздравена соработката во областа на дигитализацијата реализирана во партнерство со Центарот за меѓународен развој на Естонија, како и соработката со Балтичкиот колидж за одбрана во Тарту, како и со Центарот за сајбер одбрана на НАТО во Талин, укажувајќи дека постојат неискористени потенцијали во економијата. Силјановска-Давкова изрази очекување за развој на нови заеднички проекти и поголемо присуство на естонските инвеститори во земјава. Соговорниците разменија мислења за актуелните глобални предизвици. Да видиме што кажува Мицковски. Има политичка волја за правосуден и на други јазици. Владата има политичка волја во измени во законот за употреба на јазиците за да овозможи полагање на правосудниот испит и на други јазици, освен на македонски. Премиерот демонстрираше подготвеност за законски измени откако министерот за правда Филков и вице-премиерот Сали јавно разменија жешки реплики. Мицковски вели дека на Македонија и требаат правници, а не национален романтичари и испраќајќи порака дека е крајно време за ваквите теми да се надминат. Сличен став дели и позицијскиот лидер, само што тој ја обвинува владата дека правела поделби. Острите реплики внатре во владината коалиција почна како вице-премиерот Сали во телевизиско интервју даде поддршка на барањето на студентите од албанска националност да им се овозможи да полагаат правосуден испит на албански јазик. Пошто министерот за правда преку долг пост на социјалните мрежи му врати дека уставот не може да се толкува според дневно политичките потреби, коментирајќи дека Сали, како стоматолог, не треба да го толкува правото. Премиерот Мицковски вели дека ја следи дебатата и дека таа е здрава работа, но на двајцата министри порача дека нивната од денеска е завршена. А сега, почитувани слушатели, ќе слушнеме една убава песна од Душко Геровски. Песната носи наслов Стојнето. Да ја слушнеме. Кажи стара мајко, дал го виде стојнето, дал пред порти доаѓа и за мене прашува, кога појдов тугина, беше момавта сана, стројна става убава,
trgu doma da dojda, na drug jasne ja davam, geja gramam begalka. Te njeno čekam jas, a ver majko od tebe i mene vo tugina, sonce da me ogre. Te njeno mislam jas, se za to a devojče, stoji leto od malečko, mele mi je na srce. Te njeno čekam jas, a ver majko od tebe i mene vo tugina, sonce da me ogre. Te njeno mislam jas, se za to a devojče, stoji leto od malečko, mele mi je na srce. Живеам далеку, земја далечна, роден крај мајка остави. Поздрави испраќам со песна убава, мене да не ме заборава.
šetam po širok soka, a na debel čaršija kafe kese napijam. Mladost milo kesi spomenuvam, a na debel čaršija kafe kese napijam. Mladost milo kesi spomenuvam. Ej mori mome, kako da rečam, za Soluna, za Stambola, ne ja ne davam. Ej mori mome, kako da rečam, za Soluna, za Stambola, Bitola ne davam. Ako odam vo Bitola, ke naračam do 3 pajtona, ja svoje deneke sedam, v drugi čalgi ke svirat, treti tovar nerake nosa, ja svoje čalgi ke svirat, treti tovar merake nosa. Ej mori mome, kako da rečam, za Soluna, za Stambola, ne ja ne davam. Ej mori mome, kako da rečam, za Soluna, za Stambola, Bitola ne davam. Najskapa na svetu bila tajnata, kako da najdeš pa do srećata. Denovi noći som ja varala, kolku plativ samo ja si znam. Sreća i da ga biraj što je za tebe, zapamti jedna živeš. Što će ti pobara duša ta podari, ubavi oči, bez oni noći ništo ne žali. Što će ti posaka srce to počasti go, pijani zori, telo da gori, jednaš postojiš.
да проследиме две соопштенија. Едно важно соопштение од управата овде во Њукастел. Се бара помошник притруп на попот Пецо Петровски, овде во нашата православна црква Пресвета Богородица Њукастел. За повеќе информации околу тоа јавете се кај преседателот Саше Стојчевски на 0408 490148. Пакети за Македонија. За празни пакети јавете се кај Стивен Колтовски на 49684649. А полните да ги донесите кај Стивен во сабота на 14 и недела на 15 март. Како што кажавме порано, нашето македонско школо започнува да се регистрира дечина во истиот ден кога тренират игрорната група секоја среда од 5:30 сатот са бајлето во нашиот македонски културен центар. Сите сте добро дојдени да ги запишите малите дечина да го изучуваат македонскиот јазик. Јас прошетав, пола младост потрошив, ама секој ден беше со мераци. Љубев, губев, лумпував, како сите ергени, дојде време, знам, срце да одлучи. Ти ме освои, покрај тебе среќен сум, имаш очи топли како југ. Срами се, кажи се, сите љубов бараме, пушни ме скоро се, ние можеме. Дотерај се, ноќта е гладна за уживање, пушни ме, јасно е, ние љубов сме. Нешто свое оставив, пев секој ден, сите ги веселев. Љубев, губев, лумпував, како сите ергени, дојде време, знам, срце да одлучи. Ти ме освои, покрај тебе среќен сум, имаш очи топли како југ. Не срами се, кажи се, сите љубов бараме, пушни ме скоро се, ние можеме. Дотерај се, ноќта е гладна за уживање, пушни ме, јасно е, ние љубов сме. Кажи се, сите љубов бараме, пушни ме скоро се, ние можеме. Дотерај се, ноќта е гладна за уживање, пушни ме, јасно е, ние љубов сме.
duša se mi zede, koga ke ja vidam, leči rani v duša, si te velat pije sinko, ne kješ nikogo da slušaš, kafano moja rano, ti ke me izlečiš, bično mome mlado, srce mi zaljubi, kafano moja rano, ljubov naleti, za drug moja zamina, takva mi je sudbina. Ne znam što mi stana, ne ja ni da se dam, si te velat najdi druga, druga ne sakam da gledam, koga ke ja vidam, srce vo me stegam, mejana ja smake umram, so drug jaz da ne te gledam, kafano moja rano, ti ke me izlečiš, bično mome mlado, srce mi zaljubi, kafano moja rano, ljubov naleti, za drug moja zamina, takva mi je sudbina. Kafano moja rano, ti ke me izlečiš, bično mome mlado, srce mi zaljubi, kafano moja rano, ljubov naleti, za drug moja zamina, takva mi je sudbina. Mori pembe, pembe, velo pembe, što ti tekna da pobegneš, ajde što ti tekna da pobegneš, na sabajle pred zorite. Ajde na sabajle pred
mia, ajde sve korode, krotko jagne, a sve krva luta zmija. На сите ни е добро познато дека љубовта не познава граници. За една таква љубов ни раскажува оваа песна.
Да проследиме нешто и од вестите. Мета и Google обвинети дека намерно создале зависност кај младите корисници. Пред граѓанскиот суд во Лос Анџелос започна судењето против интернет гигантите Мета и Google, со тврдење дека нивните платформи намерно поттикнувале зависност кај децата и младите со цел зголемување на профитот. Адвокатот на тужителката Марк Ланиер во воведеното обраќање истакна дека механизмите што ги користат Instagram и YouTube не се резултат на случајност, туку на свесен дизајн. Според него, зависноста е профитабилна, со обвинение дека компаниите создале зависност кај корисниците. Судската одлука би можела да постави нови стандарди за одговорноста на социјалните мрежи, кои досега во голема мера беа заштитени од вакви тужби. На 18 февруари, како значајни сведоци, ќе се појават пред судот извршниот директор на Мета, Марк Зукерберг, а во текот на неделата и директорот на Instagram, Адам Мосери. Заедно со нив на судската парница се појавува и YouTube, поддржницата на Google. Случајот го поткрена 20-годишна млада жена од Калифорнија, чија тужба е доволно силна да се послужи како тест за стотици случаи слични во државата. Тужителката тврди дека започнала да го користи YouTube уште на 16-годишна возраст, а Instagram од 11-та година, пошто следеле Snapchat и TikTok. Според неја, долгорачната излежност на социјалните мрежи доведува до силна зависност, што завршува со депресија, анксиозност и нарушена перцепција на сопствениот изглед. Се претпоставува дека судењето би требало да трае повеќе од 1 месец. Нешто од спортот. Полуфиналето на турнирот во Порто и донесе скок на Ѓорческа од 12 места. Македонската тенисарка Лина Ѓорческа со пласманот во полуфиналето на турнирот Порто 50 и новите 20 поени направи скок на денешната објавена листа. Таа сега со 387 поени се наоѓа на 182-то место. Ѓорческа има одиграно 25 турнири, според кои го има овој ранг. Со успешните резултати, македонската тенисерка е се поблиску до својот најдобар ранг 170 место, што го имаше на 12 јуни 2017 година. Таа следниот настап треба да го има на турнир во Франција. Потпишан меморандум за разбирање со ОАЕ за размена на искуства во областа на развојот и модернизацијата на владата. Потпишувањето на документот отвора нови можности за размена на знаења, експертиза и добри практики, како и за реализација на заеднички активности и проекти во области од заемен интерес, со цел зголемување на ефикасноста и квалитетот на владените услови. Министерот за надворешни работи и надворешна трговија Тимчо Муцунски денеска во Дубај оствари билатерална средба со вице-премиерот и министер за надворешни работи на Обединетите Арапски Емирати, шеикот Абдула бин Зајден, во чии рамки беше потпишан меморандум за разбирање меѓу владата на Република Северна Македонија и владата на Обединетите Арапски Емирати за размена на искуства во областа на развојот и модернизацијата на владата. Со меморандумот се воспоставува институционална рамка за систематска соработка насочена кон унапредување на јавните политики, јакнење на административните капацитети, дигитална трансформација и примена на иновативни модели на управување. На средбата стана збор и за можноста за воспоставување директна авиолинија меѓу Скопје и Обединетите Арапски Емирати. Воедно беше направен
сеопфатен преглед на билатералните односи, при што беа разгледани можностите за нивно понатамошно продлабочување. Посебен акцент беше ставен на унапредувањето на политичката соработка, јакнењето на економските врски и интервизирањето на трговската размена меѓу двете земји. Двете страни ја потврдија заедничката определба за понатамошно зајакнување на партнерските односи и развој на конкретни иницијативи кои ќе придонесат за одржлив економски раст, институционална ефикасност, продлабочена соработка меѓу Република Македонија и Обединетите Арапски Емирати. Нешто и за здравието. Кафето, алкохолот и месото се штетни за бубрезите. Бубрезите се витален дел од човечкото тело, бидејќи тие се одговорни за чистење на токсините во него. Затоа, стручњаците препорачуваат да се избегнуваат 5 специфични намирници за да се одржи нормалната работа на бубрезите. Прво, премногу сол е штетно за срцето. Иако солта, за разлика од додадениот шеќер, е неопходна за здраво функционирање на организмот, бидејќи учествува во повеќе процеси, прекумерното консумирање сол може да го отпорави срцето поради диуретичното дејство. Се препорачуваат умерен внес на сол. И црвеното месо треба да се јаде не повеќе од 2-3 пати неделно. Камењата во бубрезите се една од компликациите кои може да настапат како резултат на претераното црвено месо. Вештачките засладувачи како замена на шеќерот може да доведе до разни компликации, особено за бубрезите. Затоа најдобро е целосно да се избегнуваат преработени сладки. Намалувањето на алкохол е добро и за бубрезите и за црниот дроб. Тоа има бројни придобивки за човечкото тело. Кафето, иако е еден од најпопуларните напитоци во светот, има и своја темна страна. Кафеинот е отров, кој се филтрира преку бубрезите. Ако имате семења историја на бубрежни заболувања, исклучително е битно да избегнувате кафе. Имено чоколадното лесно може да ги абсорбира вкусовите на другите намирници во ладилникот, па тоа се чини и е главна причина за губење на сладкиот вкус. Промената на бојата е уште еден проблем што се јавува како влагата во фрижидерот влие врз шеќерот во чоколадото, кој што се јавува на површината и тоа добива бледа боја. Се препорачува чоколадот да се чува на место каде што температурата е меѓу 12 и 18 целзиусови степени. Како што нагласивме порано, нашето македонско школо започнува да се регистрираат дечина во истиот ден кога тренирате игралната група, значи среда од 5:30 после пладне. Сите сте добро дојдени да ги запишите вашите деца да го изучуваат македонскиот јазик. Пакети за Македонија за празни пакети, јавете се кај Стивен Колтовски на 49684649, а полните да ги донесите кај Стивен во сабота на 14 и недела на 15 март. Уште една соопштението од управата овде во Њукастел. Се бара помошник при труп на попот Пецо Петровски, овде во нашата православна црква Пресвета Богородица. За повеќе информации околу тоа, јавете се кај председателот Саше Стојчевски на 0408 490148. Почитувани слушатели, тоа беше крајот на вечерашната македонска програма и на сите ви посакувам добро здравје, многу среќа и голем успех до идната недела во истото време. Пријатна вечер, добар прием и пријатно дослушање од мене Пеце Вртковски. Имајте пријатен ден и чувајте го вашето здравје. На сите ви благодарам што бевте со македонската радиопрограма во изминативите 60 минути и ви посакувам со нови сили и топла енергија да го дочекате утрешниот ден. You have been listening to the Macedonian program on 2NUI FM 103.7 in Newcastle and Hunter. This is Peter Vrtkovski. Please join me next Sunday, same time. Good night.